Само 30% од жените во Македонија имаат сопствени бизниси и тоа во пониско профитни дејности со помалку вработени. Најмногу 10 покажуваат истражувањата на Сдруженијето на бизнис жени, од каде лобираат за поголемо учество на жените предприемачи во овој сектор. Едукација, информираност, мрежување, искористеност на мерките и пред се користење на информатичката технологија се дел од обуките од проектот Нова Сдружение, кој има за цел да ги охрабри младите жени да станат предприемачи и поконкурентни на пазарот на трудот. Затоа и овој проект има обуки од STEM, ICT, Green и Social, што се актуелни на светско ниво генерално, да ги информираме и да ги охрабриме на некој начин дека можат и таму да се најдат и да се реализираат во предприемништвото. Традиционализмот, семејните врски и пристапот до финансии ги кочат жените да станат успешни предприемачи, потенцираат од Сдруженијето на бизнис жени. Е многу потешко за жените, затоа што банките веруваат на тоа што може да се даде како залог, а знаеме во Македонија жените генерално немаат сопствен имот, така да немаат пристап до финансии така лесен како што имаат мажите. Тркалезна маса за согледување на состојбите во која се наоѓа женското предприемништво се одржа денеска во Штип како дел од проектот We Make или Ние правиме женско предприемништво за конкурентност, финансиран од Европската Унија. Го спроведува ГТФ иницијативата за одржлив раст од Хрватска во соработка со Сдруженијето на бизнис жени во Македонија. По завршувањето на проектот до година планирано е формирање на кластер за женско предприемништво, за што ќе се користат искуствата од Хрватска.